Почитувани, пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија продолжува својата конструктивна улога, давајќи предлог мерки до владата и колегите од мнозинството кои имат за цел да им помогнат на одредени групи граѓани во овие предизвикувачки моменти со кои се соочуваме. Почитувани, сакам да ви известам дека денес до Собранието на Република Македонија ќе поднесеме закон за субвенциониран студентски оброк, со кој ќе бараме зголемување на субвенцијата од 120 на 160 денари и исплата на средствата по истиот принцип како во минатата година. Студентите немат да зема финансиски средства за субвенциониран студентски оброк овој месец, затоа што владеачкото мнозинство лани брзаше со законските измени и донесе конфузни решенија кои оставаат правна празнина и неможност на Министерството за образование и наука да исплати средства. Ја повикуваме власта да го прифати нашиот предлог закон и веднаш да им се помогне финансиски на студентите со цел зачувување на јонака кревкиот студентски стандард. Почитувани, освен студентите и средношколците треба да добијат соодветна финансиска подршка и за нив бараме по 3000 денари месечно во период додека трае кризната состојба, тоест до 30 април 2023 година. Владата мора да скрати од своите луксузирања за да им покаже на младите, тоест иднината на државата дека мисли на нив. Без младина нема иднина. Дозволете ми да изразам револт за најавените мерки за рационализација на трошоците кои удираат директно врз студентите, тоест рационализација на стипендиите, редефинирање на системот за студентски оброк и потенцијалната приватизација на студентските домови. Почитувани, состојбите со кои се сочувуваат студентите се загрижувачки. Кај нас власта гледа да скрати, а во бројни европски држави се даваат дополнителни средства на студентите. Токму затоа, преку Клубот за младински прашања и политики, ќе инициираме одржување на јавна расправа, на која ќе бидат поканети релевантните институции, но и представници на студентите. Мора да најдеме одржливи решенија за проблемите со кои се соочуваат студентите. Оваа власт ветуваше повисок студентски стандард, ветуваше поквалитетно образование, а ги излажа студентите. Еве можност, не само преку декларативна заложби, со прифаќање на ова предлог законско решение, да покажат дека барем малку мислат на студентите. Ви благодарам.